Премиере, после вчерашната одлука на СДСМ за работни групи, денеска ВМРО ДПМН на прес кажа, поточно изјави дека нема потреба од работни групи доколку СДСМ не се согласи дека уставните измени би почнале со членството на Македонија во Европската унија и целосно детронизирање на дуе од сите ешалони и дека всушност тоа е условот дека инаку во спротивно ВМРО не прифатило уставни измени. Кој е вашиот коментар? Прво, ја нема да ги коментирам изјавите кои што ВМРО ги дава после седми наваму. Но они велат дека немаат уставни измени прифатено, вие одите дека имат и правите работни групи. Тоа што беше кажано на пресконференција. И вие медиумите бевте присутни на таа пресконференција, каде што практично председателот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, се обврза да учествува во процесот на носење на потребните одлуки за европска интеграција на државата. Тој негов јавно искажан став и преземена обврска, јас нормално ја споделив не само со Централниот и извршниот одбор на СДСМ, туку и со нашите меѓународни партнери, кои што исто така ја следеа таа пресконференција, на која што сите барања кои што ги имаше ВМРО ДПМН беа практично прифатени од сите политички субјекти во државата. Гледам дека вчера и Алијанса и дополнителен ветар во грб му дава на ВМРО ДПМН. Не би сакал да ги коментирам, кажав, јавните изјави во тој дел, бидејќи сметам дека дадени на митинзи и на такви настани, сепак се со некоја друга намена. Сметам дека е лошо доколку председателот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, се повлече од преземената обврска и од посветеноста овој процес да го завршиме и да го продолжиме нормално, така како што беше договорено и така како што беше соопштено на пресконференцијата. И затоа сметам дека доколку тој решил да се повлече, тогаш треба да го каже тоа на официјална средба, дека се она што го кажа на пресконференција, тоа е дека прифаќа уставни измени, прифаќа впишување во преамбулата на уставот на државата на делови од други народи, вклучително и на делови од бугарскиот народ, дека прифаќа да биде дел од владата, заедно со СДСМ и другите коалициони партнери, дуи преку соопштение прифати да не биде дел од владата, така да сите детали сметам дека треба да продолжат да се договараат на ниво на работни групи, доколку она што беше кажано е кажано искрено и доколку секој се придржува до искажаниот збор, преземената обврска, да биде посветен на тоа кое што го кажал. Во спротивно, треба да се види дали тоа што е кажано тогаш било кажано со искрена намера. Има шанса за уште една лидерска средба? Во оваа ситуација каде што веле дека нема да прифатат работни групи. Дали би имало уште една лидерска средба да се убедите или Јас сметам дека треба да размислат уште малку. Затоа што знаете, им дојде шок на ВМРО ДПМН, ја верувам. Знаете, после една година скоро, кога правите протести, кога велите дека сте браникот, кога велите дека никогаш нема да прифатите уставни промени и одеднаш на пресконференција кога вашиот председател ќе каже да, и тоа снимка имате сите, ја видоа сите граѓани, уставни измени се прифатливи, сметам дека тие треба да останат во процесот. Работните групи мислам дека се вистинскиот формат на кој што треба да се продолжи за договарање на сите детали, бидејќи знаете дека секој предлог има своји специфики кои што треба да се имплементираат и таа имплементација секако дека влијае на европската интеграција на државата. Зашто доколку не прифатат да учествуваат во работни групи, пошто и да слушаме денес велат дека нема потреба од такви работни групи. може уште една лидерска средба? Ќе видиме. И дали работните групи би функционирале без ВМРО ДПМН? Треба ВМРО ДПМН да го даде одговорот. Нивниот председател. Јас бев многу јасен на пресконференцијата. Тој беше многу јасен на пресконференцијата. Партијата ДУИ беше многу јасна во нивното соопштение кое што стигна на самата пресконференција. Така да преземените обврски предвидуваат посветеност да тој процес се заврши.